го спомнали предходно, но ако ние разгледуваме поезијата споредено со останатите уметности, која ќе биде незината основна карактеристика, односно што е она што ја прави поезијата различна, радикално различна, може да се каже, во однос на сите други уметности. Така, во секоја уметност ние му разликуваме помеѓу што? Имаме два фактора. Едниот е авторот, значи творецот на уметничкото дело, и вториот фактор, значи вториот елемент е што? Материјалот, врз кој што авторот действува. Така, за сликарот, тој материјал секако се по зависност од, мислам за сликарот, за визуелниот уметник, во зависност нели од дали ако е сликар, тоа се јасно боите, цртите и така натаму. Материјалот на скулпторот се што? Значи бронза, мермер, дрво, што и да е, така. На музичарот, на композиторот, материјалот се што? Звуците, нотите и така натаму. Така, а за поетот, што е материјал за поетот? Што обработува авторот поетот? Јазикот, така? Кој е разликата помеѓу јазикот и сите претходно спомнати материјали? Претходните материјали, за останатите уметности, сите се наоѓаат надвор од човекот, додека јазикот е нешто што се наоѓа, или нешто се наоѓа внатре во човекот. И не просто што се наоѓа внатре во човекот, туку станува збор за конститутивен елемент на човечката природа. Дотаму што да употребам еден тежок збор од аристотелијанска или схоластичката философија, јазикот представува аспект на есенцијата на човекот, а не негова акциденција. Со други зборови, јазикот е, меѓу другото, она што човекот го прави човек. А тоа го забележала интуицијата уште од антиката. Впрочем, нели, во античката философија, како се определува човекот? Со која придавка? Грчката античка философија. Логикос, словесниот, наспроти животните, кои се како се определени, како? Алога, односно суштества кои не се обдарени со логос, со слово, со јазик, за разлика од човекот, кај што делот, аспект на неговата суштина е токму јазикот. На тој начин, преку поезијата, кога личноста, како субјект, воздействува врз тој јазик, што му е присушт на човекот, условно кажано, се претвора самиот себе си во еден вид на уметничко дело, оти работи врз, условно кажано, дел од сопствената суштина. И тоа може да и од таа гледна точка ние можеме да кажеме дека сите останати уметности се еден вид продолжение на што? На поезијата. Архитектурата е поезија во градежни форми, како што спомнавме. Сликарството е поезија во бој, музиката е поезија во звуци. Извини, значи музиката испаѓа дека е вторична уметност, споредена со поезијата, така. Да, сега, откако завршивме со, условно да кажеме, обштел, значи за самата поезија, од општото сега преминуваме на конкретното, односно за оваа збирка, поезија, значи, на секаде на владиката Давид. Тука морам да признам нешто, моја грешка, требаше да поставам едно прашање на авторот, кој што изчитувајќи ја неговата поезија, дали станува збор за песни кои што се пишувани во еден временски период или кои се пишувани во повеќе временски периоди? Па, некаде во растојание од 20 години. Точно забележав тоа, значи во песните што тука се среќаваат, во разни групи на песни, разни тематски, значи, како да ги наречем така, фокусирање, разна стилистика, да, можем да претпоставам, еве сега го потврдив тоа. Но не е битно, значи, како секој читател, и јас, значи, изчитувајќи оваа збирка поезија, како и секој читател, не знам дали секој тоа го прави, но барем јас тоа го правам, се обидувам да најдам, значи, барем 3 референтни точки, кои што ќе ми помогнат, значи, во поезијата на даден автор да ја согледам на известен начин, да се изразам така тродимензионално, како три различни координати, кои што ми помагаат да сватам целината. Сега не знам дали авторот ќе да сложи дали тие 3
координати што јас сум ги идентификувал во неговата поезија се оние кои што хипотетички тој самиот свесно ги внел во самата поезија, значи тоа е како да кажеме, значи тоа оставаме веќе на тука има нешто веројатно и произволно, се може читателот нешто исчитува во поезијата во која што и самиот автор не бил свесен дека го става, како еден вид, нели, тоа е честа метафора, дека уметничкото дело представува еден вид на рожба, на дете на авторот, на творецот, како секоја рожба, ретко кој од рожбите се послушни и остануваат исти како што ние си ги замислуваме дека треба да бидат, тие си имаат свој живот и така тој свој живот на поезијата е и оној живот кој што и секој читател го вчитува, односно го исчитува од таа поезија, за која што самиот автор понекогаш веројатно не е ни свесен. Така, првата таа, значи, координата во неговата поезија која јас би сакал да идентификувам е оно што го нарекувам координатата на логосот и буквата. Значи, забележав во така една достаточна група песни, значи, од збирката Насекаде, се зборува за тој проблем, значи, на соодносот на логосот на словото, кој што може да биде како што и самиот, значи, како што и самиот вели, збор што уште прозборен не е, тоа песната нели Смртта на Магрет, и како тој збор се претвора во буква. Значи, тој збор кој што не е изговорен, се претвора во буква. Значи, тоа ме треба малку да размислиме на неколку, значи, во неколку песни од оваа збирка, значи, ни е дадена таа метафора на породената буква. И јас се обидов да, значи, оваа смисловна спојка меѓу буквата и овој збор што уште прозборен не е, да го ставам во контекст на христијанската теологија. И сега исто не знам дали самиот автор свесно тоа го направил, може би посудно или може би тоа му е произволно исчитување. Затоа што веднаш, значи, оваа спојка меѓу овој збор што уште прозборен не е и нели буквата, што како што реков се, значи тој проблем на буквата што се среќава на многу места во поезијата на автор, ме потсетна на една од химните на божествената љубов, Симеонов Богослов, поточно 21-та химна, каде што нели видите преку која метафора, значи Свети Симеон се обидува да го приближи тој основната христијанска нели догма на воплотување на логосот, претворањето, значи влегувањето на логосот во човечката историја како човек. Бог, значи ова е химната на Свети Симеон Богослов, 21-та, Бог рамен на Отца по суштина и по природа и по власт, вистински и по обличи и по вид, а ниту по време воопшто не е одвоен од Отецот. Како излегува ко словото од ум? Значи зборот кој уште не е прозборен. Сега е прозборен. Како се дели ко гласот од словото? Поезија која што е испеана гласно. Како бива тело? Ко впишано слово. Така да говорејќи, значи, и за поезијата, значи првата поезија е оно што нели од целокупната, значи, историја на литературата ние ја знаеме како на усмена, орална епска поезија, која не е изговорена, која што е анонимна, која припаѓа на секој и која што во известна смисла е вонисториска. Значи, кога поезијата станува дел од историјата, така, обично тоа настанува со пишаната поезија, значи поезијата која што е испишана низ букви, кога веќе имаме индивидуални автори. И се на чуден начин ја гледаме таа, значи, паралела меѓу воплотувањето, значи, на логосот во историјата и влегувањето на поезијата во историјата преку истото воплотување во пишан збор. И по моје мислење, значи, авторот, поетот, на многу места, значи, ни ја предочува таа, значи, ни го предочува тој настан, значи, на влегувањето на поезијата во историјата преку буквата, преку пишаната збор. Таму е што можам да кажам дека голем дел од неговите песни може да ги наречеме еден
да употребам нека така претенциозен збор, израз, пардон, авторефлективна поезија. Нели, Аристотел говореше една од определбите на Бога за Аристотел како мисла која што се мисли самата себе. А според мене тука наоѓаме да речеме некои песни каде што поезијата се обидува да се пее самата себе си. Добро, ова е првата координата, која што јас се забележам. Втората е, значи, не проблемот, не стана збор значи на проблемот, да покажа повеќе на мистеријата на она што авторот го нарекува футурото. Футурото, односно граматичкото идно време. Знаете, сте го читали сите Евангелието по Јован, каде што во 9-та глава има интересна приказ, каде што Исус се среќава со еден човек кој што е роден слеп. И учениците негови го прашуваат апостолите, овако, зошто овој е роден слеп? Дали тој сторил некој грев или пак неговите родители? Сега, некој прашањето е чудно, како може сам да стори грев кога се родил слеп? Океј, но не е битно тоа. И одговорот од Логосот, кој од воплатината Логосот, ни тој, ниту неговите родители сгрешиле ништо, ами ова е заради за да се пројави славата Божја, со други зборови. Значи, имаме дадена, значи, ова е многу, како да кажем, ова е една мистериозна точка, да можеме да кажеме во историјата на светската мисла, каде што даденоста во сегашноста, значи одредена состојба, не е производ, не е причинско последици сврзано со нешто од минатото, туку е причинско сврзано со нешто од иднината, односно иднината станува причина за сегашноста. Значи тоа е диаметрално спротивно на се она што ние го земаме за здраво, за готово. Односно дека сите ние, условно кажано, сме рожби на минатото. Сите ние сме последица на некое минато, слободно можеме да кажеме на карма, значи на минато действие, кое што состојбата во која се наоѓаме денеска во сегашноста, во реалноста е прави таква каква што е. Но едно од мистериите на христијанството, да речеме, во историјата на светската историја на идеите е тоа што за прв пат, барем јас така го гледам, значи го введува факторот на иднината како причина. Значи, иднината како нешто што определува сегашноста. И во тоа можеме слободно да кажеме дека и се крие едно од тајните на слободата. Тоа значи што? Дека она што уште не е, односно иднината, е причина за она што е сега. Значи, не она што било, тоест минатото, кое што е непроменето, кое што владее, слободно каже, минатото е царство на нужност. Минатото е такво како што било. Така? Не, тоа е надвор од нашите, значи, од нашите желби, надвор од сферата на нашето достигување. И се доаѓа мистерија дека она што уште не е, може да влијае на она што е сега. Што не прави едноставно да се отвориме кон слободата на трансцендентното. И од таа гледна точка, авторот, дека Давид, говори за еден вид носталгија за футурото. Тоа е песната негова доверба, што е повторно парадоксален израз, нели? Носталгија, ние можеме да бидеме носталгични во однос на она што било. Како можеме да бидеме носталгични во однос на иднината? И што понатоа експлицира, односно објаснува во својата песна Отворање, нашиот почеток е во крајот, а корените наши во иднината. Односно, смислата на она што ни се случува сега, не лежи во минатото, не лежи во она што било, туку ќе се открие во она што е. И според мене тука е дадено ни сплет на смисли што ни ја отвара самата идеја, значи, на слободата. Иднината никој не ја знае. Иднината е оно што не е. По дефиниција иднината е непредвидлива. Значи, тоа е еден парадокс. Како може она што не е предвидливо, значи, да ја продуцира нашата, во одредена мера да ја продуцира нашата сегашност. Значи, она што е тука и сега. Така, значи, по дефиниција тогаш она што е тука и сега станува еден вид
царство на слободата, но само под услов ако сме отворени за иднината. Така. Или како што самиот вели во својата песна Сопатување, за само еден миг тој го виде сето време, се што се случи од крајот до почетокот. Нели парадокс. И тоа е третата, значи, координата која што се обидов да ја издвојам од оваа збирка, од смислите што се содржат во збирката песни на секаде, тоа е јасно парадоксот. Дека, а од друга страна сите ние знаеме дека парадоксот е една од како да не речеме тие клучните смисловни жаришта, фокуси на христијанството како доктрина. Како да кажам, тука си имаме работа со оно што од нека вообичаена малограѓанска гледна точка е абсурд, односно парадокс. Христијанството верува во Бог, кој истовремено е човек, бесмртен, кој истовремено е погребан и ставен во гроб. Верува во девица, која што истовремено и мајка. Кредо кој е абсурдно место, нели, да, верувам затоа што е абсурдно, да. И од моето исчитување, поезијата на владика Давид, забележувам дека и во голем број од песните се содржи токму тој обид да се преточи парадоксалното во стих. Мислам дека тука јас би завршил, сега да не претерав малку со длжината. Тоа ми се случило.